да ви ја потврди победата. А најголем дел од луѓето што ги оспоруваат овие слетувања се токму доаѓаат од Америка. Што е малце и чудно, да не си веруваш во успехот на Американски стил за рекламирање. Да, добро, тоа е многу голем дел од овие теории сега се маркетинг, пошто многу луѓе си имаат збогатено токму од кажување на овие теории, од барање на астронаути или некои луѓе што работеле во НАСА и во Вселенската програма америчка, со цел за да направат емисии каде што токму ќе се оспори тоа. Најразновидни филмови и клипови се монтирани, направени за да се оспори таа теорија. Но и самите руси, а и многу голем дел од другите вселенски агенции, тогашни светски сили, ајде може не велесили како Америка и Русија, ама го имаат потврдено тоа. Преку бројни докази, преку сите тие фотографии што се направени од таму, така да едноставно нема причина да заради тоа што не ги сакаме американците и да кажеме дека не го направиле тоа е веќе избор на самиот човек. И прашање кој не ги сака, кој ги сака. Да. Не, добро, уште ова само да кажам во тоа што го спомна Мартин, во Соединетите американски држави некаде тој процент кои што веруваат дека стигнале американците на месечината е нешто повише од 60%. Она што е тука изненадувачки е тоа да во бившиот Советски сојуз тој процент беше некаде околу 90%. А она најголемиот денешен непријател на Америка. Значи тоа е односно на проектот. Да, ама мислам денеска најголем политички непријател на Америка и Иран. Ке речеме поприма друга конотација. Не, да, добро, во право сте, мислам политички Иран. Во времето кога американците се качува, нели на власт, тогаш беше Реза Пахлави, тогаш тој политичар поддржал на американците, таму процентот беше близу 98% дека американците се имаат качено на месечината. Значи, тоа што го кажам Мартин во право, најголем број на непријатели всушност се од самата Америка. Така. 551173 отворен телефон за евентуално ваши докази, ваши размислувања, ваши кажувања или пак прашања. Из овие неколку номери што до сега ги слушате, верувам дека ве вративме во ритм, за да стасаме заедно со стрелките на часовникот на полноќ. Да подсетам уште еднаш за оние фенерџи, јас понекогаш ги нарекувам, кои што ова време се прибираат од дома, има улици, па сега и рестрикции се погодија, има и патеки кои што сакаат да се движат по нив неосветлени, па со фенерчиња, нели онака романтичарски малце си гледаат. Да подсетиме, велам дека вечера зборуваме во рамките на рубриката Вселена, зборуваме за аргументите за и аргументите против најголемата најголемиот вселенски зафат, летот на Аполо и слетувањето него на тлото на месечината. Гости во студиото Стојановски и Милчевски. Сега рековме нешто за фотоматеријалите, рековме за фотографиите, говоревме за Ван Аленовите појаси, говоревме за знамето дали се вее или не се вее. Опонентите бараат рачка, оно што вели нашиот народ, нели? Во повторно станува збор за фотографиите и телевизиските оние снимки. Постојат или не постојат траги од стопала на месечината, онаму каде што се движеле космонаутите. Едни велат, па еве ги луѓе, ова се тие стапалки, други велат, не се таа стапалки, таа се влабнатинки. Значи, што се однесува до таа теорија? Тие стапала, односно отпечатоци од стапалата се толку јасни и добро се добиени што се вели дека не може поради тоа што нема влажност во воздухот, мислам таму нема атмосфера, месечината нема ни влага и не може да се добие толку фин отпечаток во таа месечева прашина. Но сепак тоа се едноставно се однесува на хемискиот состав на... Зошто впечатокот не би бил толку оригинален и фин, како што велиш ти,
кога тама нема ветрови, нема што да го урне практично отисок. Ама нема ни влага. Нема што да го растури. Нема ни влага, но самиот нема што да го растури, токму така, но и самиот материјал од кој што е составена месечината, сега хемиски не знам точно како е, придонесува за стапалките да имаат точен и јасен пошто знаеме дека многу месечината е исполнета со кратери од најразновидни метеори што низ историјата ја удирале, тоа се случува секако и на земјата. И на тие кратери се познава толку јасни рабови, значи истото се случувало и таму. Од самиот удар на некое тело настанува длабнатина и останува кратерот таков, се познаваат тие јасни и фини рабови кои што ги има. Зошто да не би било случајот тоа и со стапалото, односно зошто да би да се сруши тоа прашина од кога ќе тргне ногата астронавт. Во една следна мисија, ако носат космонаутка, нека понесе штикли. Па ќе видите што појасни тие отпечатоци. Добро, она што сакав да го кажам, видите вака, стопалата што се дадени на сликите се многу јасни, значи со многу оштри ивици имаат самите се вака, еден оделото на рековме преска тежи 120 него точно 120 килограми, еден космонаут отприлика тежи значи 80 килограми, значи овдека на земјата не би тежеле 200 килограми отприлика, нели? Сега таму на месечината со односот е 1:6, значи отприлика 30 и нешто килограми. Сега плюс нивните стапалки одговараат овдека на чевли со број помеѓу 54 и 56. Значи за нормален човек едно десетина броеви поголеми. Сега зашто што е тука спорно? Спорно е што тука има многу оштри ивици на самата стапалка. Еве јас мислам ќе се одвоиме малце, ќе кажем еден пример лично кој што мене ми западна за очи. Кога се оди према кај Макчалан, према планината кај Макчалан, има еден предел од едно 5-6 километри кај што буквално целиот пат е песок. Значи нешто, самиот предел наликува као на месечината. Има една толку фин песок, да буквално мислам многу наликува на месечината, пошто и таму на месечината се силикати и овдека се тој песок е силикатен. Сега ја знам, пошто натака идеме со крос мотори обично, и сега самите крос мотори имаат доста големи крампони отприлика некаде 2 до 3 сантима. Сега кога одиме на влажен период, значи ако да речеме врнело пред 2-3 дена или пред 4-5 дена, обично на самите тркала, значи оставаат оние многу јасна видлива трага. Сега кога одиме во август месец или кога е времето многу топло, значи кога не врнело да речеме 2-3 недели или месец дена, на истиот тој дел таму, значи на истиот тој пат кој што има песок некаде околу 10 сантими, не останува никаков трак. Значи останува една длабнатина која што се гледа дека не е тркало од автомобил, дека не е тркало од велосипед, дека е тркало од мотоцикл. Меѓутоа, не можете да одредите трагата на точно да дефинирате од кои мотоцикли се, да речеме ако поминат 4 или 5. А кога е влажно времето, да речеме кога врнало неколку дена пред тоа, многу јасна трага се очитува. Истото се случува и ако сте приметиле кога се вози јануар месец, се вози трката Париз-Дакар. Тогаш на оние тркала, мислам дали било од камионите, дали било од мотоциклите или од велосипедите, таму воопшто не остава никаква трага. Мислам останува едно длабнатинка, меѓутоа без да има некоја јасна читлива трага. Тоа е она што мислам сакав да го објаснам да. Така. Ги споменувате неколку пати вселенските одела, кои што се направени од специјални материјали во повеќе слоеви, од кои во главном се изолатори. Без оглед дали се работи за радиација, дали се работи за температура, висока или ниска. Меѓутоа, дали тие одела можат да заштитат и од физички повреди? Се прашувам самиот, бидејќи опонентите
често умеат да речат дека некои микрометеори, помали или поголеми, сега и најмалите нека бидат, сепак би можеле да ги оштетат од делата и да бидат погубни за космонаутите. Што не е случај со екипажот на Аполо. Значи да, метеори, особено и мали, во Вселената има многу. Значи тие микрометеорити се, да речеме, со големина од неколку милиметри, дури и помали, и многу често се разбира дури овде на земјата за време и на метеорски роеви или било што навечер кога ќе погледнете ќе видите како некој метеор паѓа. Да, нивната бројност е огромна, но сепак Вселената е голема и кога ќе ги распоредите во толку голем простор, ќе изгледа дека има може еден метеор на 100 километри квадратни, да речеме. Сега не знам цифрата, ова само нака го кажувам како бројка, што е стварно релативно малку. Сега, до сега во историјата на земјата не се слушнало случај да некој метеор, односно човек, биде погоден од метеор. Замислете, на земјата има преку 6 милиарди луѓе, а тие метеорите континуирано паѓаат, иако најголем дел од нив се горуваат во атмосферата и ретко се случува да падне некое парче доле на земјата, но до сега во историјата никогаш не се случнало на толку голем број луѓе да некој човек да биде погоден од метеор. А на месечината, кој исто така големо тело, биле двајца астронаути и да бидете погодени од некое такво мало метеорче кое што се разбира со големата брзина доколку ги погоди, да, ќе го пробие скафандерот, ќе се загуби тој притисок што го има внатре и многу лоши ситуации би се случиле, но веројатноста за да бидете погодени од такво некое тело е толку минимална што лесно е, односно дозволено е да се помисли дека нема да го погоди. Да. Така. Добро.